Здраво на сите, ја гледате 96-та епизода на Вестите за млади Шорткат. Јас сум Гоше, а ова се настаните што ја одбележа изминатава недела. Емисијата ја започнуваме со една убава вест. Мета МК ви ги представува имињата на матурантите со најдобри резултати на државната матура. А тие се: Леонид Тодоровски од Средното медицинско училиште Панче Караѓозов во Скопје, Матеј Митевски од гимназијата Гоце Делчев во Куманово, Едон Адеми од Скопската гимназија Зеф Лјуш Марку, Чикде Муарем од приватното училиште Јахја Кемал во Струга, Ѓулен Јагмур од меѓународното училиште Мариф од Тетово, како и Огнен Јосифовски од Скопската гимназија Орце Николов. Овие се шестмината матуранти кои годинава освоија највисок број поени на државната матура и се наоѓаат на ранг листата која ја изготви државниот испитен центар. 5 од шестмината ученици освоиле максимален број поени по предметот мајчин јазик, додека ученикот Огнен Јосифовски бил најдобар по предметот англиски јазик. Браво за сите! А кога сме веќе кај успешните млади, да ви информираме дека е отворен повикот за доставување пријави за признанието Успешни млади за 2022 година. Од кабинетот на председателот Стево Пендаровски велат дека продолжуваат со имплементацијата на овој проект, со кој што се доделува признание во насока на вреднување на трудот и знаењето на младите, како една од политиките за намалување на одливот на млади луѓе од нашата земја, како и создавање на перспективи за младите и успешни кадри. Признанието е поттик за научно-истражувачката мисла и уметничката работа на младите за резултати постигнати во текот на минатата година во 8 категории. Јавниот повик е отворен до 1 октомври и истиот ги опфаќа сите лица што заклучно со 2022 година навршуваат 35 години, освен за 6-та категорија млад талент, за која можат да се пријават само ученици и ученички од средните училишта. Повеќе информации и јавниот повик може да се најдат на интернет страницата на председателот. Климатските промени со кои се соочува нашата земја недоволно го привлекуваат вниманието на властите на национално и локално ниво. Иако штетите ги чувствуваме во различни периоди од годината, а во прилогот што следи, зборуваме за подготвеноста на државата да се справи со климатските промени. Поплави, суши, продолжени топлотни бранови, шумски пожари, појава на подзаборавени тропски болести и недостиг на снег во зимските месеци се само дел од негативните последици од климатските промени кои ги чувствуваме како општество изминативе години. И доколку временските неприлики не можат да се предвидат, тогаш подготвеноста на државните и локалните власти за справување со последиците и реализацијата на мерки за ублажување на климатските промени можат и тоа како добро да се испланираат. Филип Стојановски од Центарот за климатски промени објаснува дека општините немаат доволно капацитети за справување со климатските промени и координација во донесувањето на одлуки со националните институции. Најголема изложеност на екстремни настани има кај општините во Вардарскиот, Источниот и Североисточниот регион, а токму голем број општини од овие региони немаат подготвено планови за справување со ризици од природни катастрофи. Што е недозволиво на места или општини или градови каде што имаме зачестена појава на шумски пожари, да немаме соодветна екипираност и соодветен тим за справување со природни катастрофи и воедно да немаме донесено планови за справување со ризици. Во иднина на што треба да се обрне внимание е воведување на систем за рано предупредување од пожари и поплави. За жал, покрај слабостите кои се констатирани на локално ниво, недостига екипираност, опременост и соодветна координација и кај институциите на национално ниво. Па така, Министерството за животна средина денес има раководител со 2 вработени во оделението за клима, а до пред 2 години имаше само еден вработен на кој климатските промени му беа примарна работна обврска. Во слична ситуација се наоѓаат и другите институции кои треба да работат во делот на климатска акција. Мапирани се и други засегнати страни кои што треба да допринесат кон решавање на климатските промени. И во овие институции, како што се разни министерства, владини агенции и разни големи енергетски компании,
Немаме ниту еден вработен со директни квалификации и одговорности назначени кон климатските промени. За разлика од кај нас, во Грција по катастрофалните пожари во 2021 година се формираше Министерство за климатска криза и цивилна заштита, кој направи серија на реформи со кои се превенираа штетните последици, се зголеми подготвеноста на институциите и отпорноста кон климатските промени. Зголемен број на шумски патроли, систематски видеонадзор од воздух на големи површини, изградба на нова инфраструктура во шумите и подобрување на меѓусебната координација на институциите преку зајакнување на Националниот координативен центар се само дел од активностите кои ги спроведоа грчките власти во изминатиот период. Емисијата да продолжуваме со информацијата која ќе им се допадне на сите девојки љубители на музиката. Во склоп на Фестивалот за феминистичка култура и акција Прво па женско, организацијата TIT Inc. отвори повик за учество во диџејска работилница со наслов Жени зад пултот за сите девојки и жени кои имаат над 18 години и кои имаат интерес да научат како да настапат со самостоен диџеј сет. На оваа неформална школа, преку менторски процеси од искусни диџеи, учесничките ќе добијат увид во историјата на диџејството, вовед во типовите на опрема, што да набавите и како да сортирате музика, како да миксате, да поставите диџеј сет и најважно како да настапите самостојно со сопствен диџеј сет. Работилницата почнува на 11 септември и трае еден месец. Емисијата ја завршуваме со информацијата дека функцијата за блокирање ќе биде ограничена на социјалната мрежа X, порано позната како Twitter, со што ќе се отстрани функцијата која долго време се сметаше за заштита од вознемирување. Собственикот на оваа платформа Илон Маск во повеќе твитови рече дека функцијата за блокирање нема смисла и дека ќе биде избришена како функција, освен за приватни пораки. По ова, некои корисници на платформата на Маск напишаа дека ограничувањето на функцијата за блокирање би можело да доведе до поголемо вознемирување. Ова е крајот на вечерашната епизода на Shortcut. Ви благодарам што бевте со нас. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате сугестии или предлози и читајте ја рубриката за млади CTRL-Z на meta.mk. Се гледаме следниот четврток во истото време. Чао, чао!